Станува збор за елементарно право на само идентификување и самоопределување. Бојкотот на ваквиот манипулативен и противзаконите, односно противуставен референдум е единствениот начин да се спаси републиката, бидејќи во тој случај останува одлуката на референдумот од 1991 година, која може да биде заменета само со друга одлука. Во случај доколку таква друга одлука нема, тогаш таа останува и тоа е единствениот, и затоа е крстив на трибината бојкотот како самоодбрана, бидејќи тоа е единствениот интелигентен начин ненасилно да се спротивставите против ваквиот манипулативен тип на референдум. Политичката трибина ќе биде насловена како бојкотот како самоодбрана, бидејќи ние гледаме на бојкотот како единствено решение за избегнување на оваа криза која создава политичките елити, креирајќи го овој нелегален референдум. Денес политичката партија Левица поднесе иницијатива до Уставниот суд на Република Македонија за оценување на уставноста и законитоста на собраниската одлука за распишување на референдумот. Нашиот правен сектор по детално проучување на одлуката пронајде 3 формално правни и 2 материјално правни причини поради кои што оваа одлука правно не може да произведе дејство. Ние како политичка партија Левица би сакале да ги повикаме граѓаните на Република Македонија на престојниот референдум да се изјаснат, односно да го бојкотираат истиот, да не излегуваат на гласање. И не само да го бојкотираат со неизлегување на гласање, туку активно да се вклучат во спречување власта да владее понатаму, затоа што ова е веќе нелегитимна власт. But it cannot become a member if it doesn't change its name. Им благодариме на сите странски државници и глобални бюрократи кои испратија пораки и дојдоа во Македонија да не убедуваат да се избришеме. Согласно утврдениот резултат од гласањето на референдумот 2018 година, одлуката не е усвоена, бидејќи не гласале повеќе од половината од вкупниот број граѓани запишани во избирачкиот список. Доколку процесот беше легитимен и легален, во смисла се Ѓорги Иванов го потпишал законот, не разбирате, го потпишал договорот, го потпишал законот, не се носеле пратеници од куќен притвор, немало подмитување и слично. Доколку тоа го немаше, да, во тој случај 80% ќе им треба, но при ваков случај, каде што имате прекршување во процедура, имате ништовност на правниот акт. Разликата помеѓу ништовност и рушливост, ние ги учиме студентите, е тоа што ништовноста не произведува правно дејство од моментот, значи ретроактивно не произведува. Како добре ве разбрав, тоа значи дека не постои? Формално правно не постои договорот затоа што е објавен без потпис. Она што во пракса беше направено во поглед на уставното име е дека не се испочитува народната волја, што е недозволиво во една демократија, и од тука при неуспешен втор референдум за промена на име си останува во сила задолжителниот референдум од 1991, кој во самото референдумско прашање беше дали сте за суверена и независна држава Македонија. Од тука јас го користам тоа што е утврдено на народот на референдум од 1991 година, така што не 80, 120 пратеници не можат тоа да го поправат.